Добар ден на сите, дозволете да ве поздравам во мое лично име, во име на Фондацијата Трајче Мукаетов и во име на компанијата Алкалоид акционерско друштво. Ми представува особена чест и задоволство денеска што имам можноста да ви се обратам и заедно со представниците на нашата компанија, на фондацијата, членовите на управниот одбор и со представниците на Универзитетот Свети Кирил и Методи денеска да бидеме тука со вас. Фондацијата Трајче Мукаетов, како што знаете, постои од 2007 година и веќе 12 година поред доделува стипендии на студентите на фармацевскиот и на медицинскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје. Оваа година, земајќи го предвид големиот интерес кој беше и апликациите кои ги имавме, одлучивме да наместо 40 доделиме 42 стипендии, земајќи во предвид да не оштетиме никој од студентите кои аплицирале, а кои сметаме дека се со критериумите кои комисиите на двата факултета ги имаат утврдено, ги заслужуваат овие стипендии. Така да одлука падна да се додадат 22 стипендии за студенти на фармација и 20 стипендии за студенти на медицина. Со тоа вкупната бројка која Фондацијата Трајче Мукаетов досега ја доделила на стипендии ќе биде равно 500 за 12 години, при што 246 студенти на фармацевскиот факултет добиле стипендии и 254 студенти на медицинскиот факултет досега имале право и ја добиле стипендијата Трајче Мукаетов од Фондацијата Трајче Мукаетов. Од овие студенти 197 по фармација веќе дипломирале и 177 студенти по медицина веќе дипломирале. Со тоа сакаме да го изразиме нашето задоволство дека заклучно и со помошта на фондацијата веќе 374 студенти, стипендисти на Фондацијата Трајче Мукаетов имаат дипломирано и веќе се, значи, дел од нив, уште едно поголемо задоволство за нас, се дел веќе од работната средина на компанијата на Алкалоид. 79 стипендисти досега кои завршиле, веќе работат во компанијата, а во текот на месец ноември уште двајца нови почнуваат со работа, што значи 81 од нив веќе ќе бидат дел од компанијата Алкалоид АД. Исто така би сакал да го изразам моето задоволство што оваа година ќе поделиме повеќе од стандардните по една еднократна парична награда за првенци на генерацијата, затоа што имавме, како да кажам, сладки маки, а тоа е дека оваа година имаме еден првенец на генерација на фармацевскиот факултет и имаме 4 првенци на генерација на медицинскиот факултет. Јас би сакал да ги прочитам. Тоа се Марио Игњатовиќ со просек 10.00 од фармацевски факултет, кој е стипендист на Фондацијата Трајче Мукаетов и со големо задоволство можам да кажам дека од 15 ноември почнува да работи во Алкалоид АД. Онда го имаме Елиф Врајнко од медицинскиот факултет, исто со просек 10, стипендист на Фондацијата Трајче Мукаетов. Онда го имаме Стефан Пандилов од медицинскиот факултет со просек 10.00, исто стипендист на Фондацијата Трајче Мукаетов. Владко Карамфиловски од медицинскиот факултет со просек 10.00, стипендист на Фондацијата Трајче Мукаетов и Никола Манев од медицинскиот факултет, исто со просек од 10.00. Така да и во тој дел имаме, значи, една поголема бројка. Јас би сакал еден аплауз да им даеме на првенствена генерација, која апсолутно тоа го имаат заслужено. Значи, стимулирањето и наградувањето на младите таленти се надевам дека ќе биде еден мотив додатен, повеќе се испорачување на уште подобри, значи, резултати, уште повисоки идни дострели на овие млади луѓе и се надевам дека тоа и ќе го подигне и квалитетот од аспект на областа, значи на македонското здравство, фармацијата и се што е врзано со развојот на овие дејности. Инаку списоците со објава на стипендистите ќе бидат објавени веќе утре во дневните гласила, така да ќе може да ги сите видите и ќе бидат објавени на сајтот и на сите останати медиуми каде што, да кажам, ние сме вклучени и функционираме. Причинува големо задоволство и чест што сум по 10 пат присутен на доделувањето на стипендиите од Фондацијата Трајче Мукаетов, 7 пати како декан на медицинскиот факултет и 3 пати како ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје.
Медицинскиот факултет и фармацевскиот факултет се најдобрите, најстарите и најголемите факултети од областа на медицинските науки и фармацевската наука под рамките на Универзитетот Свети Кирил и Методи, и тие имаат една изразена и голема соработка со АД Алкалоид уште од нивното формирање. Поддршката што ја дава АД Алкалоид за организирањето на многобројни конференции, конгреси, симпозиуми, работилници, заеднички научно-истражувачки проекти, доделување на разни студиски и стручни престои на студентите и специализантите, навистина представуваат значаен и голем придонес во подобрување на квалитетот на здравствениот систем во нашата земја, обавувањето на деловите од стажот на младите талентирани стручни доктори, фармацевти во погоните, оделенијата и лабораториите на АД Алкалоид навистина се од големо значење. Од формирањето на фондацијата, како што рече директорот на АД Алкалоид, господин Живко Мукаетов, од формирањето на фондацијата Трајче Мукаетов во 2007 година, навистина соработката помеѓу АД Алкалоид и Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје навистина доби една нова димензија и се надевам дека истата соработка понатаму ќе се засврсти уште повеќе и ќе добие нови модалитети. Наградувањето на младите талентирани студенти навистина представува еден многу важен и значаен момент во студирањето на тие млади таленти и представува еден значаен стимул во обавувањето на нивните обврски и задачи. Искажувајќи голема почит кон доајенот на македонската фармацевска индустрија, господинот Трајче Мукаетов, кој што навистина имаше чувство да процени колка е значењето на и улогата на младите талентирани луѓе во развојот на едно општество и изразувајќи една голема благодарност кон директорот на АД Алкалоид, господинот Живко Мукаетов, кој што навистина најде начин, успешен начин да ја реализира оваа хумана мисија, во која што ќе бидат поддржани сите млади луѓе во нивните активности во текот на студирањето со стимулирање и наградување од овие стипендии, навистина ми представува чест и задоволство што сум секогаш дел од овој настан и сметам дека добро едуцирани, стручни доктори по медицини, фармацевти навистина представуваат многу важен дел од здравствениот систем во секоја земја. Секогаш кога тие млади стручни кадри ќе бидат подобро едуцирани и поквалитетно едуцирани, нашиот здравствен систем ќе биде појак и тоа ќе биде секогаш еден предуслов за добробитот и здравјето на граѓаните на нашата земја. Оваа година стипендиите беа доделени на 20 студенти од 3-та и 4-та година на студии по медицина со највисок просечен успех. Се надевам дека тие стипендии ќе бидат дополнителен мотив овие студенти да постигнуваат уште поголеми резултати, да го надоградуваат своето знаење и вештини, се со цел да станат добри доктори по медицина. Би сакала да истакнам дека оваа наша водечка, најдобра фармацевска компанија во државата, со оваа и со многу други активности што ги организира, се обидува да ги задржи талентираните медицински кадри својата професионална кариера да ја реализираат во сопствената држава, во интерес на нашиот здравствен систем. Сведоци сме дека повеќе од 10 години имаме тренд на одлив на кадар од државата и затоа сметам дека овие активности на компанијата Алкалоид се од исклучително значај. Би сакала во оваа прилика да искористам да се заблагодарам и да го изразам моето задоволство од соработката на компанијата Алкалоид со медицинскиот факултет, надевајќи се дека таа ќе продолжи и ќе се продолжува. Ви благодарам. Оваа година 20 студенти
од фармацевскиот факултет ќе добијат стипендијата, нели со одлуката на управниот одбор на фондацијата. Благодарност до фондацијата, благодарност до председателот господин Живко Мукаетов. Стипендијата Трајчо Мукаетов за студентите по фармација е од многу големо значење. Верувајте, императив е да се има оваа стипендија, со оглед дека како дел од здравствениот систем на нашата држава сите сме заложници и сите се трудиме да максимално придонесеме да тој систем функционира што е можно подобро во условите во кои што работиме. Секако дека студентите по фармација се неминовно дел од здравствениот систем, но за нив е и текако императив да своето идно професионално ангажирање го остварат во една од најдобрите компании кои што имаме во нашата држава, тоа е секако Алкалоид Скопје. Така да стипендија сама по себе, иако таа е доста добра стипендија во смисол на средствата кои што се добиваат во текот на цела година, нели 12 месеци, дополнително таа значи предизвик за нив да се сочува постигнатиот успех, па и да бидат и подобри, со тоа што би можеле да на крајот од студирањето, со стекнувањето на дипломата, да бидат на расположување на АД Алкалоид Скопје и да евентуално си го најдат својот професионален ангажман во оваа компанија. Тоа е императив за нашите студенти, бидејќи секако дека фармацевска индустрија е нешто што за нив е и како од голем интерес. Неверојатно е убава можноста што еве веќе 12-та година имаме прилика да нели понудиме студенти кои што би можеле да примаат оваа стипендија. Јас сум неизменно благодарна на фондацијата и на Алкалоид Скопје за оваа можност и би сакала и тука да го нагласам практиканството кое што веќе 2 години, ова ќе биде наредната веќе 3-та година во која што работиме заедно, можност која што е неверојатно добра за нашите студенти, бидејќи едно е да работите на факултети, во лабораториите на факултетот, да ги стекнувате своите теоретски и практични знаења, а друго е да бидете во реалниот свет и да дојдете и да во една компанија како што е Алкалоид проведете месец и пол дена и да под менторство на луѓе од вработените во Алкалоид стекнете дополнителни практични знаења. Тоа е неверојатно голема и заслуга на секако генералниот директор на компанијата, но е неверојатно важно за нашите студенти, а од друга страна нас ќе ни помогне да унапредиме и нашиот курикулум, бидејќи ќе добиеме повратна информација од она што навистина на нашите студенти треба, ако треба утре да се вклучат во една оваква компанија како што е Алкалоид. Така да соработката со Алкалоид е долготрајна, долгогодишна, многу плодоносна, но се надевам и уште подобра во наредните години. Се за доброто и на едната и на другата страна. Благодарам. Благодарам дека. Да. Bravo.